И покрај корона кризата не смееме да потфрлиме во заштитата на работниците и нивните права. Ова е децидниот став на таткото на нацијата Стево Пендаровски, кој денес во Штип ја истакна потребата од соработка помеѓу државата, бизнисот и граѓанскиот сектор. Потребна е дебата за носење решенија кои не смеат да бидат на штета на работникот, рече меѓу другото Пендаровски во своето обраќање на 4-та текстилијада. Ова е единствен настан, колку што мене ми е познато од ваков вид и во земјава и во регионот, кој придонесува за подигнување на свеста за важноста од подобрување на работничките права, со посебен фокус на текстилната, кожарската и чевларската индустрија. Пандемијата ни го донесе огромниот предизвик на здравствената криза, која навлезе во сите општествени сфери и ги промени нашите животи од корен. За жал, пандемијата придонесе и за продлабочување на постојните недозволено долго време присутни нееднаквости во различни области и на различни нивоа, а особено негативно се одрази на преработувачката индустрија, како што се текстилната и кожарската, каде се бележи значаен пад на бројот на ангажирани работници, но и не баш мали прекршувања, регистрирани прекршувања на работничките права. Ова индустрија во која над 80% од вработените се жени, за жал и покрај израмнувањето на минималната плата со останатите индустрии, се уште важи како една од индустриите каде што споредбено со другите гранки, работничките и работниците примаат пониски плати и се соочуваат со потешки услови за работа. Во време на пандемија овие предизвици се уште повеќе нагласени и затоа потребата да се отвораат и дискутираат овие важни аспекти во јавноста и да се предлагаат решенија за подобрување на состојбите е дотолку поголема. Според Пендаровски, во време на пандемија, предизвиците со кои се соочуваат економијата и останатите дејности се уште поизразени, затоа е клучно да се одговорат на прашањата и да се бараат решенија, посебно во сегментот на работничките права и нивната заштита. Кризата која предизвика пандемијата веќе има големи последици врз економијата. Иако незиното натамошно траење и развој не може никој да го предвиди во моментов, важно е да продолжат заложбите и барањата за отчетност на институциите во справување со флагрантните кршења на Законот за работни односи. Потребно е да се алармира и да се спречува родово базираната дискриминација на работното место. Мораме да бидеме свесни дека сосема независно од кризата не смееме да потфрлиме во заштитата на работничките и работниците во услови на нивна изложеност и ризик на работните места. Од таа насока, исклучително е важно институциите да бидат отворени за граѓанските иницијативи кои ги имаат работничките права во фокусот. Потребна е соработка меѓу државата, бизнисот и граѓанскиот сектор со цел секогаш кога ќе се појават прашања кои се релевантни за работничкиот корпус на права, да има дебата со цел да се понудат решенија кои едноставно не смеат да бидат на штета на работникот. Председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски денес го откри споменикот на текстилниот работник. Во рамките на предпоследниот ден од манифестацијата Текстилијада говореше и веде градоначалникот Јане Миланов за продуктивноста на работникот, на која и претходи лична сатисфакција, за незаменливата вредност на човековиот капитал, за поволната бизнис клима која може да привлече и да задржи инвеститори кои ќе отворат работни места. Неопходно е социјален диалог преку кој сите засегнати страни ќе дадат допринос за интересите на целата заедница, изјави меѓу другото Јане Миланов. COVID-19 најмногу ги погоди работниците во нископлатените трудоинтензивни дејности. Короната не е вирус на еднакви можности, најмногу ги погоди работниците кои секојдневно ги губат своите работни места. Ова беше истакнато меѓу другото на денешната плодна дебата насловена како работнички права за време на корона.